Суетен новинар, Еден суетен новинар. медиумски непријатели. Поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите, како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Ова се дел од епитетите што премиерот Заев ги користи кога им се обраќа на новинари, критички настроени кон владата, без разлика што јавниот интерес е пред се. Например, телевизија Алфа. Но не е само Заев. И заменичката во неговата партија и актуелна министерка за одбрана Шекеринска си дозволи да биде иронична кога го гледа микрофонот на Алфа, па по линија на незиниот шеф да ни залепи шпекулантски епитети. Како ги коментирате информациите дека далеку пред вас во внатропартиските анкети предничи Оливер Спасовски како кандидат за председател, а вие сте далеку зад него? Јас не сум чула за внатропартиски анкети, меѓутоа еве сакам да ви верувам дека тоа што го кажувате е информација. Наместо шпекулации, мислам дека е подобро да се вратиме на вистинското прашање. Но ваквите атакувања не завршуваат тука. Има тенденција да добијат поинаква форма, правновремена, за сега само како предлог план за борба против дезинформациите и лажните вести. Така го представи премиерот. Во него е предвидена владина група или тело составено од представници на државни институции, да чешла што се, а што не се лажни вести, без можност медиумите да добијат учество. Од новинарите веднаш доби прашање дали позадинската намера на ваквиот план е чистење на интернет просторот или подкупување на одредени медиуми. Одговорот секако беше од и медиумите ќе го имаат главниот збор. Но очигледно нема да може да ја сервираат информацијата ако таа не ја одговара на власта. Во 2018-та вие бевте тој, односно владата, која што тврдеше дека имаме датум за почеток на преговорите со ЕУ, за да после една година испадне дека тоа не е така, па прашувам кој е виновен за оваа лажна вест. Во делот на датумот за почеток на преговори, секој пат сме зборувале тоа што документите го пишуваат, тоа што Европската комисија го кажува и европските лидери. Заев додека беше во опозиција зборуваше за неопходност од слободни медиуми и жестоко го критикуваше режимот, како што велеше за третманот со новинарите. Истовремено тврдеше дека Алфа и неколку други му се непријатели. Прашањето е во што е разликата.